Топка за Вардар, сега за Малку Симоновски. Можеше да направи грешка која евентуално би искористил Панов. На спротивната страна да видиме можност за Николовски и 1:0. Погледате каква ситуација, кога најмалку се надевавме дека може да дојде до такво нешто. Филип Николовски по десната страна се најде осамен, не беше тука неговиот директен чувар Тренчовски. Голманот на Беласица Блаже Тимов истрча и од околу 20 на метри во 36-та минута Филип Николовски го постигнува водечкиот гол за екипата на Вардар. 1:0. Проигрување до Баевски на средината. Сега по левата страна да видиме Алексовски. Можност да се упади центаршут. Влегува Алексовски во 16-тникот. Баевски. Одличен удар на Баевски од 12 на метри и резултатот 2:0. Последна минута од првото полувреме. Убава комбинација меѓу Алексовски и Баевски и резултатот 2:0 за екипата на Вардар. Значи, практично 9 минути подобра игра од противникот и веднаш резултираше со убедлива предност. Акција по која профитира фудбалерите на Вардар, можно за 3:0 да видиме сега двајца играчи на Вардар во против напад со број 6 Гошевски, резултатот 3:0. 45-та минута, Вардар Беласица 3:0 со голот на Гошевски по овој контранапад. Односно го видовме во првите 35 минути практично како да беше загревање за екипата на Вардар, сето друго од 36-та до 45-та нешто сосема поинаку, 3:0 со головите на Николовски, Баевски и Гошевски. Многу подобра игра, реков, во последниве десетина минути, што резултираше со висока предност за екипата на Вардар. Тевдовски вратена топката до Вајс, нема потреба фудбалерите на Вардар да брзаат. Се игра некаде 15-та минута во второто полувреме, значи клуб на 60-та. Од надпреварот остануваат уште 30-тина до крајот на овој надпревар. И да видиме Вајс сега фаулиран во 16-тникот на Беласица, да. Пенал за екипата на Вардар. Прекршокот го направи Тодорче Иванов. Добро се виде, еве уште еднаш таа ситуација. Се чини налета некако на нозете на Вајс и можност за екипата на Вардар да поведе со 4:0. Со број 3 Мишо Мариновски, очи во очи со голманот Блаже Тимов. Голманот на едната, топката на другата страна, значи Мариновски во 60-та минута го постигнува четвртиот гол за екипата на Вардар. Се чини дека дилемите се отстранети, што се однесува до освојувачот на младинскиот куп. Екипата на Вардар има висока убедлива предност од 4:0. Убедлив во завршницата, да видиме сега Баевски. Можно за Гошевски. И премногу чекаше. Мораше веднаш да бие, вака одземена му беше топката. Но се реваншираат и фудбалерите на Беласица, сега двојно проигрување меѓу Костовски и Алексовски. Несебично додавање до Баевски и резултатот 5:0. Значи реков она што се наметна како впечаток дека екипата на Вардар може да постигне уште некој гол до крајот на овој надпревар и да го потврди убедливиот триумф што се насетуваше уште по првите 45 минути. Полека се остварува. Втор гол за Александар Баевски, резултатот 5:0 на Вајс. Сега можност за Баевски да испрати центаршут, го проигрува Алексовски и шестиот гол за екипата на Вардар. Стрелец Алекс